На археолошкиот локалитет Свети Атанаси во селото Спанчево Кочанско продолжуваат истражувањата на источната страна од локалитетот, кој се смета и за најбогата со движен археолошки материјал. Овие истражувања представуваат континуитет во истражувачката кампања која ја води археологот Ирена Колиш-Трковска-Настева од Музеот на Македонија. Работиме веќе 2 недели на ова истражување, на оваа кампања 2015 и наку таа е 6-та поред во низата на истражувања со некоја пауза од 1 година, колку што се сеќавам. Меѓутоа имаме еден континуитет на истражувањата, една мрежа направена за истражување на поставување на сондите, за да може да го фатиме по широкиот простор на овој археолошки локалитет, кој е всушност наоѓалиште, светилиште од периодот на преисторијата, поточно од периодот на енеолитот или пак уште поточно 4000 години пред нашата ера. Се повторува во смисол со движниот материјал што го откриваме, тоа се садови, фигуринки, зооморфни, антропоморфни, се повторуваат секако, меѓутоа секоја за себе е уникатна. Таа е изработена од еден автор, од еден уметник и таа секогаш треба да биде ремек дело на израз на своето време, бидејќи тие не се работени садови на колце, се уште колцето не е откриено. Така да и покрај тоа што се реплицираат, тие сами за себе се уникатни. Во витрините на Археолошкиот музеј на Македонија поставени се веќе 3 исполнети витрини од ова наоѓалиште, кое со сигурност тврдиме дека е преисториско наоѓалиште, односно дека е светилиште, од причини што не наоѓаме ѕидови, односно не наоѓаме куќи, туку биле тоа лесни конструкции на кои што се носело како верување во некое нивно интерно верување во, како велиме ние, во повеќе боштва, можеби, невеста или за својата мајка или за што и да е во куќата или пак земјиштето да роди, здравата почва да роди оваа година и тие ставаат жртвеничиња, односно тоа се глинени посуди во кои што се ставали течност, ритуали со либација во нивното верување. Затоа и ги наоѓаме толку често и низ целиот овој источен, да кажеме, дел на ова локалитетче и велиме дека е навистина благодарно затоа што успеавме да го фатиме и ритамот како тие биле поставувани. Всушност дека биле во прашање платоа на кои што се принесувале. Предпоставуваме источната страна е многу актуелна за поздрав на сонцето, дека тоа живот дава. Локалитетот е познат под фигуринките кои што се женски тела обликувани во глина, кои што не се оставени едноставно како такви, меѓутоа самата глина била со врежувани линии украсена и тоа предпоставуваме исто така дека е најверојатно еден мотив кој што се повторува многу често во одредени празници, во одредени верувања дека го тетовирале своето тело и дека биле така и украсувани дамите кои што живееле на овој простор во тој период. Се работи за броен движен материјал кој за само една седмица е откриен на овој локалитет. Меѓу него секако најзабележителни се женските фигуринки, обликувани во глина со тетовирање по телото, што е одраз на времето во кое се создавани и приложувани како жртвеник на ова светилиште.